молитву даде, благослов, он не мрдав. Тоа е јасно видеа, значи, колку су верници одушевени од нима. Баш и радикални, и ми приметио малку. Ми смо... Ми като идемо исто у Грузију, значи... Камиони како у нас дајци што биде порнати фапа. Тако и ова. И ја викам колку убаво дека се сега нема гужва. Да не кажа некој селјачиште со песмо авто да те сеќа. Многу, значи, мајзепати за... Па да помине ти наручи песму, микрофон, кабел го однесе на друго. Се нешто преживувале. А сега се ги бежиш, сега се наредено. Не смее да има. А закон не ги дозволува. Закон не може, значи. Добродошли уште едно издание на Шанки. И нормално, Ордер Медија, мои партнери, мои другари, мои соработници, и ја ќе се потрудимо да направиме нешто добро во емисија. Наш гост овој вечере нема многу да ви го представу, он сам ќе се представи, ама ќе ви кажу, моторџија, човек што ужива во адреналин, музичар, па добар хумориста, занимљив човек и духовит човек. Здраво, Гоце. Здраво живо, фала на, мислим, око добро представљање свака час. Баш ми е мило. Јас сум Горан Стојановиќ Амадеус, поголем дел ме знае. Члан на мотоклуб Архангел у Белградски огранак, таму сам. Малко ми е далеко клуб, ама тоа што е... Убаво за возење. Да, 450 км барем се изнавозиш. Да, барем да. И иначе на порано поголем дел од посебно од поозбилна популација не знае од Амадеус бенд, пошто сум 20 кусур години свирев Амадеус, тоа и мој бенд бија. А сега сум веќином авантуриста, ентузијаст, моторџија, кој сакам многу да возу посебно по тие некои дестинација каде што многу луѓе се плашиви или избегавав да идев. Ризични да не кажат, да не ги кажат. Ама па тоа е адреналин. Да, али па тоа е оној што се доживува. Сега како Европа кој Европа, возиш, се најси, али Европа, али Азија, Африка, тоа е веќе нешто сасвим другачи. Па ја мислам дека може таму има и што да се види, има што и да се каже. За нас, да. Да, ти си га поминае пола бел свет, ама и дело црн свет. Значи видеа си и такова нешто. Кажи ми, знам пошто јас сум моторџија, нели возиле смо му различити клубови, ама можда смо се видувале, а видувале смо се на свадбе од претходна, сигурно. Кажи ми, која е разлика од овој менталитет спрема мотори, европските менталитет таму? Малку е, како да кажу, потешко да се објасни. Тој свет таму малце не е како каде нас баш да толку слободан и да имаш моќ да можда баш до тој степен, например, еве у Иран, например, они немав могуќност да вози поголем мотор од 200 кубика законски, не смее да има закон не ги дозволува. Закон не може, значи не може да регистрираш мотор поголем од 200 кубика и полиција вози 200 кубика, значи тоа е тој. Сега, овие други држави тамо каде што сам бија шетаја има, ама су како да кажу, малку су за разлика од овдека не е тој толку развиено тамо до тој степен. Још плюс има доста тај дел азијски, има многу држави кои се доста и под некои си санкции, под некои, например, Туркменистан е држава која е затворена и од Северна Кореја позатворена држава. Значи позатворена држава, значи доленеш се Туркменистан треба ти 24 сати иде со тебе агент цело време поред тебе, исто како у Северна Кореја. Мислам, тоа е возбудило и немаше проблем околу добивање на визе. Јас сам ми е на листу овој годину, там да виду, али дискутирамо со дечки кои су веќе биле од Хрватско горе од Србију. Има пар дечки кои го пројават Туркменистан и баш тој дискутирамо, пошто ја кад поваѓам на дестинација, ја гледам да соберу сви информации. Например, не може да се не се осланјам само на оние информации што ги ми имамо општи да не кажам. Како се да кажам, ми за Иран знаемо како се нетачно. Да, тотално нетачно. Значи 1% ми не знаеме истину за таму. И ја кад појде, прво нормално, кој сви сега и куде кишбе главу, ке ти сече таму, ти луд ли си. Кој знаеш што е? Јас сум луд, ама викаше мајко му, бре, не сам да толку викам да ви изгубу главу. И сега
појде, али распраша се, значи има луѓе кои су биле, распраша се од прилike што е, како е, да знам на што да се пазу. Така е. Се, например, како што планирам да возу Грузију, сам би Арменију. Грузија, јас сам бија, извини, морате прекину на секунду, ја у Игровно идеш едно 7-18 години и 98 годину Грузију треба да идемо. Тоа е многу давно било. И исто ни извадива памет. Ви не знаете тамо, ќе ви убиев, тамо се ратува, они су сиромашни. Брат, ми като ти демо, ми смо сиромашни. Па Грузија ти е Батуми без најголеми, и ја Батуми исто беше, Табилиси, баш од главнац ми откажа у Грузију, па мора да најду у Табилиси на сервис да ми смени главнац, иначе беше го најбаја. Извини на израз. Не, слободно, дека е све слободно, брат. И Грузија исто многу е убава, има, ја прави 2024 прави туру, посетување на тие делови на христијански манастири, цркве стари. И беше турско доста, на доста места беше, кажемо, црква на Свети Николу у Дерме. Куде што е Свети Никола цел живот тој е провеа, владика е бие, тој умре и тој е негова гробница, па после како е разбиена, па смо пола мошти украдени од Италијана, сега моментално што вика у Италију, тој е украден со мошти, значи. Па после беше Сумела манастир исто, тоа е исто како нешто у стил на острог, у горе у планину, у Карпу, се укопано унутре, у камен. После Грузија ти е најголеми верници од православни држави. Радикални православи. Значи, они су, браќе, јас сам гледај во Афганистан кад су грузијска војска. Значи, едина војска која си водеше, сваки 6 месеца се они менјаства, која си водеше попа с нив. Само грузијци, никој друг. И кога поп Саваре не ги тој молитву даде, благослов, они не мрдав. Тоа е, јас сам видеа, значи, колку су верници, одушевен сам од нима. Баш и радикални, и ми приметил, малце радикални, православни. Они су најголеми верници. Мислу од тоа што сам запознаја православен свет, мислу дека су грузици убедливо најголеми верници, па после нима мислу дека су румуни. Да, ми смо, нешто, заедно за Македонија па не ни спомнуј толку, пошто дека толку се измешано и катастрофа е све, више толку смо... Ми като ти идемо исто у Грузију, значи, малте не да не знаеш у што веруеш кад се вратиш од дека. Да. Значи, тој тамо што се проповеда у цркве, у манастири, не може да каже дека нема врско, али сигурно ми овдека сме едно 40-50% поразлични да ни кажува овдека или тамо. Ние отидемо, ти тамо свеќу не плаќаш, ти тамо икону не купуеш. Ти тамо, значи, колку сакаш толку оставиш. Значи, и сега нормално дека ти, да не каже една Кумановски, да не се обрукаш, кога ставиш 3 пута повише него што ти би напишале они цену тамо. И тамо ако немаш слободно можеш да легнеш у цркву, да потражиш, да земеш и ништо да не платиш. Док овдека куда нас е како што е. Искомерцијализирано. Да. Одека више пост не се пости заради еве сега иде великденски пости, па ајде да не кажи тој демо. Повише за чалам. Да, за да го види во цркву дека си причестија. Деме, јас сам разбираш и нешто се као не само душевен пост, него и психички. Има луѓе што стварно постив од оној баш од душу, али јако сам видеа повише помодарство. Да, право смислу. Грузија имам доста посетено, многу цркви и манастири. Најинтересантен ми беше манастир на Кавказ, на Врна Кавказ. Имам многу видеоклипови од тамо. Сеќам се тој една киша кад фати едни капке, па ми се чини минус 2 степена, мамо, кад ќе му удари капка од кишу како шамар да ми пукне. Толку ладна киша не сум видеа од живот. Такvu кишу не сум видеа, значи. А ветар не, тој знаеш како беше, све беше мирно, супер и само еден пут. Јас сам се чудија на Врна Кавказ горе и многу убав манастир тамо бесмо и после отидемо за Ерменију. Ерменија е прва христијанска земја. Значи фактички од тамо, као христијанска земја, од тој потекнува све. Они су први, едно од најголеми христијански држави, кои су доста јадни осакатени, многу добар народ, многу убава држава, многу мирна.
Ми смо се сретнувале од игрорно со серменци, нели мини групи игрорни, грузински. Од там треба да земеш Јано, они су многу... Да, не од овамо погреши. Таму су значи за нима кажував, најдобри жене за женидбот се тие арменки. Значи превише интелигентни, школовани и многу врзани за фамилија, добри домаќинки. Ерменке стварно, ама добро има време за све. Никад не е касно, брат, со тие живот пред нас. Живот е пред нас, да. Ерменија е исто фантастично, убаво си превел, почеток кога доленав Ерменiju, беше, како да ти кажу, осети се како 80 години каде нас. Возимо по пут, нема ништо, некој тие стари камиони пројде, тие што други камази тие некои, да. Такви, да. Пројде оние камиони како нас дајци што су биле порно тие папови. Тако и овамо. И ја викам колку убаво дека за возење, нема гужва, нема ништо. Нема некој многу, да не кажу некој селјачиште со бесно авто да те пресече. Многу, значи најзеленила природа, зеленило природа. И отидемо навечер у Јереван, тој е главен град, имам исто многу лош клип тамо направено. Имам оние едну фонтану у средину тој центар. И некоја копија на дубајску фонтану која што плеше. По музику, по тоа, да. Плеше, музика и фонтана. Рито, само дубајска фонтана е огромно нешто, ово е, да кажем, миниатурна верзија некоја. И многу народ. И сега ми дојдемо с мотори, беше ја и двица од Нови Сад, Стефан од Стршлени и Биги од Братство. И ајде, куде кидемо у центар, кажасва ништо, како намести ја навигацију, пошто ја возеше по навигацију увек ја воду. И отидесмо тамо и сега улазамо и гледамо плоштад. И нема ништо, ту има една бина, вајда некоја музика рок, ништо, некој забав, појма немам. Господ знаем, инструменти стои, звучници, све. Никој не пипа, не, никој не пипа, све наместено. Али овамо су сви околу фонтаном, народ, врие, оние зграде како барокни стил, значи со светла, тој такој. И народ, ова кој гужва, ми бесмо, фактички тој беше јуни. Да. И сега ми куде, с мотори, по средину на тој плоштад, дојдемо, паркирамо ги мотори до тој бину. И само што се симнамо од мотори, две полициски авта, од една страна, друго од другу страну, по нас иде. И ја ги викам на вие, се го наебасмо. Господ знае, викам се. Што ќе се деси? Што ќе ни направи, ја викам се, ќе не казни, што смо направили. Боже, не знаеш, да. И дојдева, искочива млади полицајчиња од авта и ја почна на енглески да ги збору. И они вика од која државу сте. Да. И пошто на грб сви ни пишува Србија, со мене ми е клуб исто тамо. Да. Како ми се води неамо чаптер уште увек за да пишува Македонија. И викам од Србија. И они фала ви што сте дошли да ме посетите, ви сте наши гости. И ја викам, извините, викам што овдека паркирам. Слободно оставите, никој нема ништо да ви дира. Ми смо туја, слободно. И ја викам на вие, викам, другари, викам, овие дечки су, гледам позитивно, викам, дечки искочило сутрин, викам, кажава слободно, нема да не казнуем ништо. Да. Забрането е овдека, вика, да се вози, али за вас не е проблем. Дозволено, нема проблем, ставите. Ми смо туја, авто, викам, стои, они си дечки стои. И улегнамо ми у народ тамо, куде фонтане. Боже, братче. Како да су, не знам, некои звезде улегнале. Луѓе, бре, сликал се, влечерте. Брат, не види. Нема. Нема такво нешто тамо. Нема, с македонски пасош, уствари, у Азију скоро, да нема држава без визу. Све е с виза. Све е виза, значи, Грузија без визу, од Ерменија натамо, виза, Азербејџан, Русија, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таџикистан, сите држави све е с визу. Ја имам тој среќа што имам двојно државјанство. Да. Ете, барем малку викам и ја викам нешто да имам. Да искористам чарата и све. И такој да таму ни беше све без визу, исто Иран. Иран е за Македонија с визу, не можеш да извадиш визу, а едино српски пасош е без визу. Аха. И такој да убаво си стварно пројдесмо, фантастично, после исто навраќање 300 глупости, догодовштини, ипак и тој пут, тој су путеви по 10.000 километра возиш.
Ја мислам дека с овој возење низ свет или општо подизање на моторџиску свест на Балкан или свет, како да се разбива еден мит, знаеш што се наметна со амерички филмови, дека тој се убица, дека тој се не знам што. Прв пат луѓе почнуваат да сваќаат дека мотоџије су пријатели на деца. Да не кажу, ајде и промотори дека закон треба да се поштуе. Не дека одредена шака јада нега тој све злоупотребуе, меѓутоа и дружење. Многу државе, мотособири, веруј дека на многу мотособири си бија на мал милиони, си бија све и свашта, ама ипак мислам дека тој га зближува малце народ. Виж што, прво тој као мотоклубови и кланови су едноставно станало од почеток, ако појдем од поназад малце, значи мотоклубови датирав од Америка фактички. Да. Сега, устекна време кога су почнале мотоклубови, почнале су и пошто Америка увек гледа све нешто се направи у бизнис, да се искомерциализира, да биде у сврху на бизнис, а не уживање, задоволство, да. Некои се тоа искористиле и сега малце оцрниле тој свет, после состои Sons of Anarchy објаснува фактички, помлада Раја можда не се ги гледале помлади деца тој филм, значи тој објаснува баш како функционира тамо тој мотоклуб, тој свет, значи тие некои правила. Сега, додека во Европа, мислам малце стар континент што го викав. Да. Мислам малце народ, уствари култура народ е другачија. Да. И каде нас е моторџиство фактички дружење. Па и спорт убав. Еден спорт убав, дружење и ја може да кажу у неку руку за клубови, збору за прави клубови. Прави клубови, не сега има да нас прави клуб кој ќе стигне. Три мотора, скутер и клуб прави. Прави клубови, збору за прави клубови и дисциплина. Да. Еве збору да кажемо мој клуб. Задолженеш ти у Архангел, значи прво не треба да имаш криминално досие. Тој што го прави ова, да. Значи, с криминално досие ти не можеш да влезеш у Архангел. Друга работа, треба да имаш А категорија, тој ти е основно, и мотор над 650 кубика. Така е. Сега, кад исполнуваш тие услови, ти биднуеш прво као hang around, развиеш сапортер, па после добиваш проспект и еве, ја на пример сам бија 2 години проспект. Значи, јас сам прошao 60.000 км за да добiju боја. Значи ти мораш да одредени правила да ги почитуваш да стигнеш, да. Друго, Киро исто имамо еше много Архангела од дека. Добро. Он ја бија доше поради мене, пошто заедно смо возиле. Мислам дека го знам. Знаеш да сигурно го знаеш. Да. И он е музичар. Да. А он 2,5 години беше проспект, сак доби боја у новембар. Значи, и јас сам почеток, да кажем, јас сам бија, мако се нервираше, беше љут зашто толку време проспектуju, и пак нервираме, разбираш, ја возу, човече разби се. И кога добиеш боја, ти уствари тек видиш што повише време проспектуеш, ти повише га цениш тој клуб и тие правила и ги сакаш тие људи. Што побалако ги добиваш боја за 2-3 месеца, 5 месеца, ти не цениш ништо. Да. Друга работа, ти не можеш да знаеш за некој човека, пошто су многу људи упрашање и си има правила кои мора да се поштуе. И ти не можеш да знаеш за некога човека, сега јавно да кажем, може да кажу да те предложу да бидеш ти да дојдеш да проспектуеш у Архангел. Така е. Сега, ја кад тебе викам у клуб доведувате, јас сам за тебе гарант. Значи мора да има кој гарант за njega, гарантира. Ти кога направиш бењу, ја одговарам. Моја одговорност. Така е. Зашто јас сам гарант за тебе. Сега, устекна време ти у први месец, 2, 3, 5, ти се покажеш добар, све супер. Ама после 6 месеца, 7 месеца, веќе година дана, ти почнуваш да изволеваш да правиш, значи да покажуваш твоју праву имаш страна. твои барања као демек и да се откриваш. Колку да се маскираш, не можеш да издржиш, да. Има случаеви каде дечки видимо после годину и кусур ми видимо сега покаже право лице. Дека они уствари не су тој клуб. Значи почнава тие некои такви радње у позадински, да. Позадино, да. И тако да каде нас за тоа е проспектување. И сега ми еве сега баш има смо организирано акција, у понеделник треба свадидев,
баш на групу се пишуваше, доста дидев луѓи, за овој, како се викаше, деца без родители у Звечанску улицу, у Београд. Значи, ми стално правиме хуманитарни акции за деца без родители, за операција ако треба некој. Тој сакаше, значи, избацуе се тај стереотип дека Не, како. Тај забава дека тој е само пијанчење. Они не знаев дека, еве на пример, нема да го кажат се комплет, пошто тој е не смо се не заветиле, него смо си обеќале дека нема да го кажеме, дека тој мотособри го примо со мотоклуб Индијан на почеток, средства што беа собрани беа донирани. Ми не смо сакале, никој нити да знае, нити се правила фама од свето и нити било што. И сега знаеш луѓе, они беса тамо прива забава, изнапива се ово не. А они не знаем дека целокупен приход све што е било, дали од пиење, дали од скару, дали е одишло у хуманитарни сфери. Значи, состои, знаеш, не сакаш, луѓе га малце тој злоупотребува, затоа зашто ви како Архангел гледате да бидете коректни или небитно наш мотоклуб, затоа што неќете некој да не кажу да се диза слава, затоа све да се дава такво светло, ама некога тој злоупотребува. Они што например 2 дана се стигнавали. Вафли. Да, вафли стигнава. Ај, пошто си гостин, можеш да избереш. Кој сакаш, брат? Различни. Пошто се две различни. Кој сакаш тој, брат? Се мисли кој е бел. Тај е бел. Ова е земја. Ова е за тебе. Уа мерише. Фала. Брат, изволти водичка. Чека да ги покажеме, да ги поздравиме наши вафли. Гледате што е убаво. Можете да си наручите, да се испоштуваме. Чека, истина да кажу ја, палачинки су фантастични, пошто сам државе палачинкаро, Амадеус, поголем дел од тој генерацију. Знаеме колку беше добро, да. И еде са Амадеус палачинке. Овие су фантастични. Куде се тачно наоѓа овој вафли? Овој ти е спореден улаз на гимназија. Тетујсо, нели оне бараче на Житомир беше стар? Тетуе. Утере, Тетујсо, брат. Брат, може да се наручува, значи фантастично. Може да се, значи направени су бомбонче. Затоа и се тој, брат. И мирис, брат, ќе го твои планови или дали се развива ситуација натамо, Архангел да има и, нели, не знам како иде в тие процедуре, и од Македонија да има представништво, како се вика тој? Ми смо веќе двојица овдека. Добро. И сега за да се отвори чаптер овдека или огранак, добро, треба минимум 5 човека да се. Сега ја не сам форсираја ништо. Обично свак што би улегнае во Архангел треба прво да е многу добар човек. Да. Не може само некој да каже има пуно се прошајде да дојду јутре да дојду во Архангел го има. Мислим тој не се прави да. Знаеш, они има навику што га ти почнаме овие претходните подржуи, тројца се собрале со скутери мотодруг што ќе правиме, они мисли дека тој забраљав дека има посветени моторџije што си стварно има ред како треба. И за да те праша дали уиднину се надзира такво нешто. Ово е, да. У план смо, тоа е само док најду, да кажеме док ми дојде прави луѓе. Да. Ова е спорт, да го кажу како спорт или хоби, како сакате го дефинирате. Превише со љубов се работи. Да. Емоција, и ја не може да опишам, значи кажеме кој е тој љубов спрема мотор. Сега кад се ми објаснувале рибари, јас сам купија 100 трске, а у живот рибу не сум диче да фатам. А дома имам еден подрум спун со трске. Такој да Како ќе да ги продадам може 2 ретровизора нови да земам. А рибу не сум диче да фату и сега кад се ми објаснувале некој дека усред зиму гледам оно мрзне пуца, он браче летнае се киде у реку, седи у воду до појас. И вика ми, боже мили, колко треба да си будала, бе, овој да го прави. Ама љубов што се некој ми вика, колко треба си будала, бе, да седнеш на мотор и денес да проеш 1000 километри да извозиш под гузица. И јас сам бил ловџија. Не, и ловџијата е исто. Пушко руку, минус 20, могла ти чека свињу. Тоа е хоби, да, тоа е хоби. Друго е като одиш зајци, нели шо, ма чека свињу и после викаш, ама веќе да не кажу стигнаме некое проклетство и мотор вози, и ловџија беше и потпуно разбирам ја во адреналинче, што свак човек, не е мотор за свако, да се разбереме сега. Далеко тоа е дека за свако, нема ја. Пошто едно време
па да не кажат, добро, ти беше и мислам на работа надвор, Ирак или Афганистан? Афганистан. Свака част за исклучци, ама у добри 60% ги купувам мотори за да бидев како вас. Значи, тој беше муабет, за да го постигне, он мисли дека сега, знаеш, купија мотор и сега готово, јас сам Да, сега, еве, Архангел, ноќни волци, не знам што, таму почнава да меша баби и жабе. Пример, имаш и некој, не да истакнеш, него, еве, соработке с некој мотодружство од Македонија, знам дека, не знам, знам дека со Смечке валјда сте окей. Со сви сме ми добри. Овни деца од Свети Николи су добри. Со сви се работуваме. Ми као клуб, со сви секбаш ќе дое у петак една група ќе дое од Архангели, у суботу друга, баш на зимско журку на Мечке. Супер, да. Значи ми со сви се работуваме овдека сега и пак мој клуб е на 450 км од дека, така да не е тоа така едноставно да можеме да доаѓам на било кој, него тој смо ја и Киро, тој па ми покривамо тој знак на Архангел. Има ли правило дека може и да не отидеш на некој мотособир? Да, можеш, на мотособир нигде не ти е да мораш да идеш. Не, ама пример да незамерени, не знам него, еве, не се слага в бое. Така да кажем. Немамо непријатели. Немамо замерки с никога, значи до сега немамо непријатели, идемо свугде, сви ни доваѓа, пошто имамо, наш клуб е доста познат, вика се Гаража у Белград, има многу убави забаве, викенди, петак, суботу, значи посебно има тие рок бендови, разни рок бенди, има некој ќе свири и кел музику, некој блуз музику, има некад кантри музику, има некад тие метали. Значи свак викенд, свак ден уствари различити и доста е посетена Гаража. Тоа е фактички клуб на Архангел исто тамо, куде да кажемо се собирамо или куде доаѓа луѓе, куде увек каде иде во Србију, тамо може да наврати, увек може да се најде за свакога помош на било кога што е да му затреба, без обзир у Србију или у Македонија. На некога, еве прошли пат дечко имаше од Нови Сад, не прошли пат, негде у октомбар ли беше прошли за Грчко и деси му се нешто с мотор. Значи човек ми се јавља у едно колку сат беше навечер, 9 или 10 ли. Значи ја за тоа време наваѓам све, друг пукнаја му кардан на излаз од Солу навамо на куде границу, јас имам мој авто при колицу и до товарува, не е од мој клуб, човекот сасвим тамо. Некад обични луѓе не може да го разбере тој братство. Да, не може. Дека моторџиство е сасвим нешто друго за разлика од овој луѓе што вози. Да, обично. Значи ово е возив и од еве што сум, возив и од еве да покажем малце челом. Куде се прекаши, мислам дека ти свираше и народно, и забавно, и све. Да, Амадеус, све свирија. Ја еве сак да кажам, за тие постари генерација знаеа кој е Амадеус, значи да не се лажемо, ама овие помлади генерација не знаев дека тоа е една, ајде да не кажу први, ама меѓу први. Па тој време беше во бројот на Македонија. Па можда и први, па после ми искочува свите други. Да, не знам како беше мелодија, опреме со шоу. Ви имате оние баш Амадеус, имате перике, да. Шоу програми. И после како да продолжува сви да ве копира вас. Да, ама знаеш како е, увек оригинал. Тоа е таа разлика. Ви имате доста работа. Много. Да не кажу, после дугачки години, нели фати период на транзиција, на распади на Југославија, на ратови. Се сме преживеле. Малцега како да го продолжисте оној период на игранке, на журке, по мали кафичиња имаше некоја забава, гитарица, нешто ово. А не дека не и свадби тие работи, да. Тој време, да кажеме, тој време, ја кад сам почнуваа да свиру, не е како сега земе научи две песми и он одма знае цено да каже. Аутотюн. Да, одма цено да каже. Тоа време кад сам ја почнуваа да свиру, јас сам прв пат застанаја да свиру у кафану, значи отагнаамо свак вече сам свирија до 2010 јануари да отиду за Афганистан, значи до 88 1 мај. Од така како сам уригнаја тој време на Врањско џаде беше тој два сокола после Златна вилјушка. Да. Како сам застанаја и тек се работеше, значи
до 2006 скоро ми смо работале свак ден. Значи понеделник, вторник, среда, четвртак, петак, субота, свак ден смо свириле. И најбољи журки се биле у четвртак. Е. Не суботу и неделю, него у четвртак се биле најбољи журки. Тако е да, а пред да почнам да кажам тој да го работу, ја док сам бил млад, док сам учиел. Док се градија како Значи јас сам свиреја игранке, сеќам се у Матејче сам свиреја на у игранке, у Мидол Тромеѓу, што ја знам по сви тие покојњаре. Игранке, мене не ми било битно колку ја од дома паре дам за разлаз да изнајму, не сме имале озвучење. За да има забава. Мене ми битно да ме види луѓе, а сега да кажемо само што почнае он, одма сцену кажуе, још не застанае две песме, не знае. Ама и ти не можеш да видиш дали е добар, не можеш да процениш дали е добар. Да, ето тоа е тој разлика. Ми смо се другачие пробивале, док сега ви поголем дел су подмачкано ги е све и не може да осети оните филинг. Ама тоа е, знаеш брат, на пример, јас сам некој тој генерација помало од тебе, ама увек сам се дружија со по 13 години постари од мене и знам како е свето е поминувало. Сега и колко и да ги удоволив родители, они на крај паднев. Да. Тоа зашто га немав оној шлиф уличен што сега поминае ти, ја или било кој. Некако ги е све... Немав го борбу. Да. Борбу. Но брзо се предава. Да. Борбу немав и нима една ситница ги разочара и то кондик за руке одма од све не е тој за мене, да кажам, јас сум се борил човече, јас маја каки бре, па заглавимо се с ја Ладо имаш и приколицу на татка ми, праски што воеш, па се заглавимо у блато, па доваѓа селјаци, почне смо да свиримо банкет тамо негде. У шатори тоа месо. Брате, киша бива, пропадне авто, пропадне приколица, инструменти, све у блато. Најлон се ради. Трактори да не влече, матне, па не може еден трактор, па друг закача. Мислам, тај борба, они го тој не денес кој може да доживее такво нешто? Не, ја отидов да свиру таму, па микрофон, па оној вода свугде фаќа оние каблови, па не струе, ако се фатиш за па да поминеа ти наручи песму, оно микрофон, кабел го однесе на другу све страна. нешто преживувале. А сега се ги бежиш, а сега е наредено и петак и суботу се свири евентуално неделя ако треба свири. А ми смо свириле свак ден, значи ја Амадеус после да станам у Скопје каде отиде смо. Свак ден, од понеделник до понеделник, од навечер, од 9:30, 10 до савале до 3:4. Ама и тој убаво има сте работа и по Скопје. И по Скопје, значи зборот тие култни три фазана нагоре, надоле, значи 11 години само три фазана смо свирили. Да, значи тој беше крцаше, немаше место каде да се седне, закажуваше се унапред. Да, ја знам Линка покојан, Да. и држеше га ресторан доле Линка и Диези свире со куде njega. И он има со понеделник слободен ден и он ги беше довеа Диези да видив што значи работа. И урегнавал, баш тоа сеќам со три фазана свиримо. У три фазана имаше неколку 400 места, нема игла нигде се пушти. Да. И дојде Линка до мене и вика вика бе, куде да седнем, вика да поведе ги Диези да види што значи работа. И ја викам одите на наша стал, имаше некои седе со луѓе, ја тргна ги, викна ги келнери донесе još столчиња. И оне двај ги некако присламчива на наша стал да седне. И тој сеќам кога ги викаше, ја баш он ја тој тој свира он и до мене, ја вика гледате ли што значи работа, како се прави работа, а не вика ви се фалите те тоа. Гледате дечки што прави. Само квалитет сам си доваѓа до израз и јас за тоа викам, значи тој беше времење куде што се живеше и најградски ден беше четвртак. Да. Не субота или неделја, него четвртак беше најградски ден. И стварно има сте ептен. Убави времења беа, да не бидеме носталгични. Сви мислиме смо скопски бенд, а ми свак вечер се најавуваме смо Амадеус бенд од Куманово, затоа што мене многу тој нервираше. Чекај, нели имаше и Амадеус кафи, дали ви га држесте на Треќу Македонску, куде сак што е Долче Вита, мисле, Боки туј теретнеш има сте едну рекламу. Не, има смо позади. Доле бе, што беше дискус. Тој ми беше пицерија и ресторан. Знам дека Амадеус, знам дека тој пишуваше Амадеус. Па една меѓу први светлечки рекламе беше тоа тега, да. Беше га средија многу убаво, ама ја пошто многу години не беше дошил у Куманово и како да објаснам, кумановци не беа дораснали još за тој кафанску културу. Знаеш што, ми смо некако специфичен народ. Много специфичен. Еве, јас сум
израснаа у Куманово, меѓутоа 7 години сум у Скопје више. И не умеме да си ga ценимо свое. Да. Значи, нас ке не ценив дека смо добри, од како ќе отидеме од овдека. Значи, па после муабет, ти иде у Скопје, дигна носово, ној. Тој сам ја најубаво се тие. Па, ви, например, еве, прост пример, шљапам само на кој, значи, нема врску, него еве, например, свирку у Скопје му викаш, за 50 човека му викаш 1000 марки, он ти вика нема проблем. Овдека за 300 човека му викаш 500 марки, 500 марки ќе ти плати. И после луѓе бегав. За многу години ми не свири смо Куманово, обично кога ме праша се да свиримо, пошто ми бевме високи на цену. Куманово бесва 150 до 200 марки свадба тој време. А ми свиресмо 650 марки од вечер у кафана, цена ни беше. Сега ти кажу, ви таки постависте некој, ако сам бија дете... Па меѓу први ги качима на бимо ги тие цени. И постависте некој репер како треба групе да функционира во Македонија. Да. Мисло дека после ми скочила сви други. Меѓутоа, тој што сте биле ви, до тој ниво, па не сега да ти право човека веќе трепке да ти диза. Никој не ве надминал у тој време. И сега ми се овој време. Многу сме вежбалени, многу сме работале. Ми сме свак дан, значи од 30 дена у месец, ми сме 20 дена имале пробе по 3-4 сата и свак ноќ сме свиреле по 6-7 сата, ако не и повише. Значи тоа е свакодневно било. Едну песму сме ми скинувале по 2 дена некад, може да си треба, мора да биде перфектно, значи како што е на CD, такој треба уживо да звучи. Значи, ми кога дојдесме на прво ми се испокарамо за еден тон. Не е тај, не е гетон гисе. И ми се испокарамо, изгубимо 2 сата за еден објаснување некое, објаснување. Тоа е било, само што јас сам имаја визија, пошто ја правија бенд и сам го бија и менаџер и што ви кажам, оно што го вика сва шеф бенда, мада тој каде мене не играло никаква улога, али сам бил организатор и сам имаја визија увек како треба да звучи и кој период што треба да смениме, пошто еден бенд колку и да е добар, ти ако не смениш у njega нешто да промениш, ти си више готово, ќе паднеш, не можеш. Исто е, еве и куде мене, и куде мене, у сви професии, еве и у хумор. Значи, ако не га следиш пазар, значи што сакав луѓе за музику, што сакав за хумор, ти падаш. Значи поминува време куде што падаш, едноставно тој се завршува. И најголем дел од распад е, гледај, куде ја имам држи едно правило куде мене, ми ако сме 7 души, еден мора да го презентира и да го донесе одлуку и да пресече. Увек мора да има овчар. Нели? Тако е брат, увек е тако е. Значи еден мора да го пресече. Било кој групу повише од 2 човека мора да има хиерархија. Без хиерархија ништо не функционира. Тако е, тако е. Значи тоа е докажано и јас сум дека да кажеме кога сум прв пат сум отишол да работу у Авганистан, куде што ја не сам бија воđен, пример, мој ресторан сам водио дека сендвичаре, мој бенд и меѓу другото и палачинка, затоа се тише добро. За се сам мора ја да мислам, разбираш. А кога отиде у Авганистан прв пат иду некој друг да мисли за мене. И сви се разбираш и нервира, па оној па ја викам, братче, викам, мене ми е супер, бе. Па јас ништо не мислам, све ми смислиле луѓе. Па не се замарам уопште. Стани се ваља и ти имате митинг тамо. Моето и завршена работа. Тој ми скочи си твој работу, знаеш што ти. Ја не се замарам, плата си доваѓа тамо на 2 недели. Викам, ово е лепота, бе, луѓе. Ви знаете, значи глава удараш свак ден. Да. Кога водиш луѓе, па онога не му било овој, па на Бога не му било оној, па на Бога не му е по кеф. Дали и тај работа во Афганистан ти донесе некој искуство што можеш да го примениш? Како искуство, значи тоа е тотално друг свет. Исто мислам. Друг менталитет, друга култура, друг начин на живот. Соочуваш се с нешто што не си могла ни да санјаш дека можеш да се соочиш или преживуваш нешто што не си ни могла да помислиш дека можеш да го преживиш. А дали тамо сум и клети како ја овдека? Па, мислу директно прашање, извини. Мислу тамо покажамо повише дека смо клети него овдека што смо. Сака ти чатамо, значи, ја кад сам видеа да те некој пријавува тебе твој човек, ти си му завршија работу, викнаја си га. Ти си му завршија да отиде тамо, леп да еде. Леп да еде, што вика да направи неку пару и он иде те пријавува без потребу ти значи он нема никаква корист. Он не може да земе ни твој плату, ни твој ништо не може. Он иде те пријавува човек. Штету да ти направи.
не може, едноставно не може да свати зашто, разлог. Јас сам ви кажа на луѓе, добро, зашто го пријави? Ако земеш $5,000 плюс за тоа што мене си ми искидаеш, земи $5,000. Да, ја Алал да ти е, да. Јас сам ги прашуваа луѓе, добро, зашто го пријави? Кажи ми зашто го пријави? Што доби, што го пријави? Ама не знаеш правила стоја. Чекај тие правила сви ги ми кршимо. Што мораш ти да го пријавиш? Сам тој што ги пишае правила ги крши. Да, не, тамо смо кулминирале. Тамо врхунас достигнамо. Тамо е достигнено што не можеме овдека да го достигнеме. Значи, Абе, знаеш што? Знаеш како вика, има еден муабет вика сиромат човек и селјачиште у карактер. Селјак човек ми сме сви од село и потекнува од некој село. Селјачиште може да е од центар, ма да е карактерна особина. Селјачиште со спаре е поопасен од сиромашен ураниум. Ете тој идеја. Значи он што викаш ти нема он ќар. Преки има си ќар да ти даде $100,000, па земи, ајде. Да, па ја Не кида се. Не само га никаде да го разберам, ама видиш, поголем дел од луѓе су, како ти објаснам, има пуно луѓе кои Јас сам, ајде да кажем, лично за мене збира, со моја фамилија била ситуирана добро, богата фамилија, ја не сум и никаде. Имаја тие комплекси, па оној, па овој. Значи, јас сум си раснаја како сум раснаја, увек сам имаја што сам. Здраву средину за да знаеш сам да се снајдеш, да. Никад, значи не сам бија да кажемо за нешто желјам, па и јас сум така научија никад да не закопам некога за да зему негово. Значи мене ништо тој не ми е требало, не сум раз. Не градиш среќу на туѓу несреќу. Пуно луѓе што су биле тамо, значи они се имале не желје, се не знам дали може да кажу тој како да се никој не желје. Не, амбиција, далеко со не од амбиција. Амбиција е нешто друга работа. Овој е Да. Значи некој ете да кажеме видеано некад нешто, он сакајте да ги има не мога и сега овамо мисли дека може да се го приушти и се изгуби у простор, значи не знае да се снајде. Има луѓе пуно што не се знаеле да се снајде с плато кој го зема, не знае да се снајде. Он изгуби се. Мислим си сме сведоци посебно да град што се издешава с тие пари, значи месно тие пари треба се да бидне у добар смер, добар смер. Па ја мислам дека 70% тие пари тие во лош смер. И тако да, ама тоа е што е сега. Тој доваѓамо до ној. Ти си човек и моторџија куде што си имае прво убаво кажа претходно паре, а после да не кажу сега да не ме разбереш што не спомнувам од цифре, него си водија лаган живот, убав живот затоа зашто со твој труд, со твои свирка, со твои наступи ти си имаја лагоден живот, убав живот. Па си останаја човек. Не сум. А овие со многу лоша конотација се спомнува, купива 2 мотора и мисли готово. Куманово е мое. Знаеш што, за да биднеш, има ја ги делова кој моторџија на два, ајде да кажеме на 2 дела. Моторџија по возење, моторџија по сликање. Добро. Јас сам ги такој сепарираја. Значи моторџија по возење, моторџија по сликање. Сега, овие што су по сликање су позебани. Они су многу зебани. Значи, они нема нешто не знае. Да ти удари јад, да не те јад. Ама каде те риташ шуго, макаре, брат. Значи, ја кад ке седну и они кад ке почне мене да ме испрашуе, па он да ми кажуе, мене да ми докажуе, па како ја, он сака фактички мене, тој што сам ја постигнал, сака да ме омаловажи, да каже дека он ја постигнал, а ја сам никој ништо. И сега седу, а ја мислам, ја сум така, па ја немам никакви комплекси, не се ни замарам многу. Јас сега дека тој не праву за некој друг, а праву за себе, зашто ја уживам у тоа. Значи како сега некој тише фаќа рибе. Он не фаќа рибе за мене, он си фаќа рибе да ужива, он не ги еде тие рибе. Он ужива што фаќа рибе. Ја другара што идем у рибарство и си фаќа рибчиња, ќе донесе брат 2 кг евети, вика па ти, па вие ги фати, па за тебе, ја јутре мене ми убаво да го измакна од вода. Тоа е мојот. Овој куди мене на пример, ја не сам га направил, не сам се наја да извозу да кажемо 10.000 километра, па од тие 10.000 6.000 километра при повеќе са ми биле кроз пустињу на 50 кусур степена, на 50 кусур Целзиус сам возија тамо у Иран. Значи не сам га тоа направија за да се докаже на некој. Јас сам го направија да виду, да уживам у тоа. Иначе ја кад би пуно луѓе си гледале мои клипови по телевизија што сум гостуваја, има доста репортажи направено и на мој Инстаграм профил, на Фейсбук профил, значи и на YouTube канал. Значи јас сам га тој стварно сам уживаја. Ја тој што сам доживеја таму. Ја не знам, значи да отидеш с €1.000.000 не може да доживиш тоа.
Не можеш да го доживиш. Не можеш да му објасниш на таквога, не е резак, како и да го Да, кажеш, да. да му објасниш на njega што е уживање живот. Значи, он не може да го свати тој. Не може да луѓе. Он нема перцепција за такво нешто. Летнаја се таму очи трачи глупак, местом да иде по Европу да види се. Он у пустињу фатија. Што ќе видиш во Европа, брат, па исто како овде, што ќе видиш. Може да се почисти улици, само тоа е друго. Што е, тоа е Европа, една моја мајка, што е. А тако е, брат, па Освен што да се сега, друга работа, овамо, ја не сум потушија, ако гледаме финансиски, поевтино ме кошта 10.000 км сам прошија цел Иран, хотели, спање, шетање, уживање, да виду свет, да видиш Поразличито тоа што го има вдека. Персију, Персеполис, Да. град кој га е пред 1000 години Александар Македонски запалија. Да улегнеш ти да видиш там да одиш по тој е доживљај, човече, доживљај. Јас сам прошија поевтино него да сам извозија до Холандија или до Швајцарско диду 5 дана да извозу. Не може 5 дана тие пари да покрију. Прво, гориво ти е у Иран без пари. Значи, бесплатно е гориво. Не плаќаш ништо. Плаќаш фактички еден денар литр. Како да не е џабе. Не, тоа е услуга на што стои, што дреме на бензин. Да земе нешто некој да. На неја само заради услуга, еден денар литар. Значи, ја има тамо клип, бајде може да сте ги гледале, кој да си поју гориво и сак си викам, викам си па тамо 27 литра колко и викам рачунам си токо 40 кусур денара, не знам кој израчуна тамо, викам ќе му дам цел долар. Ај, не си Нека види долар. Не треба. И ја увека даваше тие 100.000 тие njini пари, такој беше. Да. 100.000 тие, како се вика, се забриги. Кошта се $1. И ја увек оставам такој, 100.000 ќе му дам и он ми враќа кусур. И кусур за... Викам, забајкам гроф, никад не е бил за тие. 97 година отидемо у Украину, одигрao има сма тамо и исто така брат сиромаштија беше стварно Украину, така нели дели се, што не се прави. Сега бетер. Сега бетер, идемо брат тамо и ми седимо и сак нормално дојдева момци што тамо важи некој име и вика живеете ви сте под нашу заштиту, никој ништо не смее да ви каже. Идемо брат и седимо 20 и нешто душе софра. А ја никад не сум ише без пари, татко ми полицајец, собира пари преку бенескеве ти 400 марки да имаш у джеп и да ми 400 марки брат човек. И иду брат ја тамо, седимо 20 души и не вика, ви сте под нашу заштиту, никој не смее ништо да ви каже. И брат ми седимо, едемо, пиемо, нарочуваме, пиемо 20 души брат. И доваѓа и викам донеси сметку и вика 8 марки. Викам не за мене само, него за цела стала, викам што викам да за цела стала 8 марки. И што викаш, ја вадо 10 марки, викам тера и тај, викам 2 марки знаеш ли што се одека? Да. Да, овамо исто многу ефтино, многу ефтино. Значи не само што е ефтино, него ти кога да улегнеш, они не ќе ти земе пари. Например, легнеш да земе сендвич, или ошишаш се или мотор да ти сперев и потраиш да платиш, они само ти каже не. Ја викам како не бе, не викав ти си наш гост, фала што дошли да не посетиш. Ништо не треба да платиш. Сушта супротно со тој што се представља дека. Ја ево кој ти кажа. Мада скоро на сви медиуми што гостува, тој исто објасни. Најпросто ќе го објасну. Они су у културу и у цивилизацију 100 години пред нас. И едино разлика што се они задржале традицију, а ми смо го изгубиле. Значи, опште зборот за цела Европа, не зборот само за Македонија. Македонија, ајде. Ми не знаеме да си ги ценимо наши традиционални они су вредности. задржале традицију, ми све што сме имале традицију, ми смо све изгубиле. Све што сам наследија од деду ми, како е било тега, како се тоа поштувало, што се работало, ја нега тоа е право. Немам, јас сум го изгубија. Исто било кој од вас. Да, тако е. Док они се свето е наследиле и ден да нас го држи традицију. А култура и цивилизација, женењини, човече, ти кога седнеш с нима да правиш мовет, ти си изгубиш, ти знаеш колку су они сладкоречиви, колку су интелигентни, еманципирани, едноставно ти викаш, Боже мили, ми знаеме за нима дека јаш увек ги каменуев ако со она слика на Фејсбук. Нема вес. Врско нема чеше, може во Афганистан, може у Пакистан. Ама у кој е села? Сирија, Иран. Ајде бе, бега, не се. За држава с најголем процент на факултетски кадар.
Значи, они се држава од 90 Кад милиона. беше тај мигрантска криза, ја беше горе на Табановци. Ти беше Првите директно брани. инволвиран. Директно инволвирано мигрантско криза. Да. Криза. Дали ти се верува дека први што дојде од Сирија, од Ирак, од Иран, беа професори, Да, доктори. да. Кажујав кој да нас, абе знаеш овакви со онакви, не, друже, зборимо куде што и муж и жена Да, зборив да. енглески, Да. тетовирани жени и мужи Да, веќе, да. значи ти нема да кажеш дека тај човек е Тек после пакистанци и афганистанци и упропастија. мароканци. Мароканци дојдева, мароканци, мароканци, тој су безобразни Да, тоа е створења, катастрофа. значи тој су безобразни створења. Да. Куде правимо ми утко околу мотоспортови или мотозабаве, што у Македонија не дека не се организирама, мислу дека би могало да се дигне на малце повисоко ниво овој свет. Па Куде е некој тој промашај и разидување на кружан текли, на раскрсницу или затоа зашто немамо, виж, ако гледамо у што тиче за мото тие собери, или дружење бе. Дружења тие, мислам дека Србија е број 1. Значи далеко е. Прво имаш свак викенд по 2-3 града прави 2-3 мотоклуба. Мотозабава. Значи од мајка кога ќе почнев до октомбар таму. Една работа, друга работа. Они толку добро организирав. Значи кад ќе дојде бајкери имаш ја веќе збору сега пример ќе земам Мужља, тоа е код Зрењани горе, Да. едно село. Значи у петок има 6 казана гулаш, у суботу има 6 казана гра с кобасице, с сланину, салате, леп. Тоа е све бесплатно. Тоа е за луѓе, пошто моторџие, ко моторџие од старо останало, они су сиромашни. Да. Они нема пари. Например, моторџие, прави моторџие од порано што су били, да кажеме, постави, они има пари да дојде гориво само до там да дојде. За назад он не знае дали ќе се врати. Од Така тој е. ќе се снајде. Така. Али затоа што у моторџиство постои братство и се помагамо Се многу. солидаризираат И свака си се свако. солидаризира и никога не оставljаш на улицу. Еве брат, ја еден пример краток ќе ти кажу, мислам дека Србија затоа е многу понапред од нас. Ми имамо пред 2 години српски синдикат полициски организираа забаву на Златибор. Друже, знаеш брате, ми колку сме долни. 1700 полицајца на едно место од цел Балкан. Што викаш ти? Овие глинени, оние грнени судови, свадбарски купус, компир, коленице, прасешко печење, дури и за колеги од Босно јагнешко печење. Пиво, све е ти е платено. Ти, значи, идеш тамо само да уживаш, да спортуваш, да се дружиш. Дојде министар за внатрешни работи, дојде министарка за внатрешни од Босно, значи сви туја председатели на синдикати. Не те прашуе никој, свири македонско, свири српско, свири хрватско, босанско. Само ми некако у цел тој простор некако останамо многу доле, брат. Ми имамо беало тој што сам го сагледаја за овој мој живот до сега. Овдека имам многу искомплексиран народ. Држи воду, брат. Значи, цела проблем е у народ, тај комплекс. Зашто они јадесу, зашто вие и цел живот, они све комплекс што значи дека треба тебе да те вредјам, за да се ја покажам сам бољи од тебе, а мада си ти 100 класи изнад мене. И сега, ете тој го прави луѓе. Вредјавање, виже, кога дојдеме у степен да немамо ни много комшију, значи се состои препуцување, вреđање, све ми смо оној, ми смо овај, што смо ми? Кој смо ми? Ми си изгубисмо, сами себе си изгубисмо. Сви отидева напред, ми некако останамо. Не напред, ми останамо назад, бре, назад отидемо. Што кажеш, ти дури се вратимо назад, да. Си идем напред, ми одидемо назад. Од тој пуст комплекс у народ. Завидлак, брат. Завидлак. Да. Значи, нека ми извадив на мене око, ма на комшију две нека извадив. Да, деш порано викаше да оној да цркне коза на комшију, да нема вика вика да цркне и моја, па да нема од кога млеко да тражи. Значи јас сум устанија да иду у штету, ама само ти да немаш. Тоа е проблем кај нас. Догоре да кажемо, ја не викам не, пошто јас сам поголем дел преку лето тамо проведов. Пошто овдека на мотозбивање имамо две само мотозбивања поголеми. Па мечки и овни што прави. И Свети Никола. Да, овни децата, да. Тој су две
два мотособира кои се, да кажемо, Вредив. да кажемо, кои се, попосетени, не дека другали, чисто ако не градови барем посетив ги. Така е. А горе, да кажемо, цело време, свак викенд су горе. Има и Босна, ама и Босна има пар добри, али веќином Србија за тоа доста позната и су многу погостопримливи за разлика од каде нас, многу су погостопримливи. Ја не сум до сега толку време сум тамо. Нема ми се чини мотособир место, град, село каде не сум отишao да посету, да се дружу. Никад не сам чуја оочно за македонци, они увек од наша браќа стигли. Да. Значи увек. И секад ќе виду овде каде нас, кад ќе почну да виду како они тој вреѓав горе северно, како викам, колку смо Ми смо много тоа. Братче, не можу да се начуду колку овој народ. Еве, гледам ги пред малку, мада добро скршнавам малце од тему, читам случајно на Facebook, ја партиски не сум определен, што се мене тиче... Или си човек, или си не човек. Да, Треќо нема, да. Овие партија нас видимо 35 години владевина, колку ќе Што се видимо добро. И тие сви, Да. разбираш, ама мене тој не ме интересира, али еве пријаска гледам сега, еве ССМ, дали он ставено до ново, до овога не е битно. Човек се бори за повишицу на плату. Значи он се бори за сви радници. Он не се бори за радници од СДСМ или за радници од ВМРО. Он се бори за сви. Значи да добијат луѓе повишицу. Ја не може да верую дека има толку исперани мозоци, он јаде попару, а он збори дека не му треба, дека овој гледа да ги искористи, овој од онија да... Колку луѓе сам ќе си копа гроб, ама само да е... Само да не е да се пред партијата. Нас ли се деси, ја беше председател на синдикат на полиција у Македонија, сак више не сам, тој што си даде оставку ради X причине. Една од тие и ова што го кажуваш. Тој беше пред 3-4 години и ми повикуваме на протести за поголеми плати, пошто реално полициска плата е многу помалку од тоа што се прикажуваше тега. И сега викам, ајде, види идемо на протести, важи, идемо на протести све, искачувам 50 души. Да. И сега гледај, нормално, без разлика од кој партиј да е министер... Овие партиски не искачат. Од кој да е партиј министер тага бија, со право се зима. Шо бе, па само на 50 души не ги валја, а од 12.000 полицајци само на 50 души не ги валја. Да, и затоа мислу дека ми смо некој си, ето тако е. Ама да се надамо дека ќе биде боле. Да, умото свет е малце другачие. Ми поштуемо свите, сакамо ги свите, свак што дојде, не дај Боже да има потребу или да зор, ми сме увек туе, без обзира сак да ми се јави некој пола ноќ, случај, брате, заглавија сам таму у Гевгелију. Така е. Јас знам да запалу авто или што му треба, ќе отиду, ќе завршам, значи не без обзира кад ќе потраиш некој да ти плати, никој не зима пари каде нас. Така. Значи тој се прави братство. Значи тој многу баш имаше ја едно прилику у септембар дојде еден пољак, возеше по стар пут од Скопје навамо и ја превеа со скутер туја, пошто ја скутер вози за Куманово и за Скопје. Не вози. Големата срамота ме малце да го вози кроз град. Од X причини не рече. Срамота ме да го вози кроз град. И застана човек и он застана бајна навигација или подесуваше нешто што прави, ама јас застана викам извини, викам да не ти треба помош, зборувам на енглески. И он вика не фала пуно, вика само да подесу навигација. И каже викам што те интересира? Абе вика сакам да возу вика за Србију, треба да иду тамо горе во Водину за Румунију да улајне. Ама вика сакам да пројду овдека вика не по главан пут, по спореден пут. И ја викам ајде викам прати ме, викам дојди, викам ќе идемо каде мене, викам ќе испиеш, викам ќе испиемо, викам по кафе, викам ракију што сакаш, дојди, викам викнага дојде човек каде мене и сега он не знам што возеше, не се сеќам дали Ямаха или возеше или Сузуки Вестор, не се сеќам. И каде мене у двор стои јас само скутер што го возам, а два мотора покриени. Да. С сераду све, ни тркала не се гледав доле. И он вика, и ти си моторџија? А викам, да, ја пред, не знам, тој беше каде веќе беше купио овој најнов GS 1300. И вика, и ти си моторџија? Да, викам, јас сум моторџија. Вика, браво, што мотори имаш?
И ја му изнесе ракију, изнесе кафе, направи, донесе, гладан ли си, викам, једење да му донесу на човека. И ја викам, што мотор имаш? Ја викам, па има, викам, ендуро, викам, 2 мотора. И он, знаеш, оној прво мислеше дека бајде може да не гледа нас као ме смо малци ми посиромаш. Да, дека кој знае каков е. Не знам, и ден си ми пријател стално ми пишува. И може да ги види, викам, ети, викам, ја отварам му прво КТМ-а. И ово е многу добро мотор, леле, брате, знаеш, и вика, ово што е, ово е 160 коња, брате, знаеш што е. А овој друг што е, викам, исто, викам, ендуро. И сега му го отварам, друг мотор, само што го беше купија, немаше колку, 2 недели, 3 недели. И он гледа најнов GS, што искочи само. Не може да веруе. Викам, зашто? Зашто? Не може да веруе. Вика, овој ми е животен сон. Викам, па ти, викам, колку години ги имаш овој сон, овој мотор са ги искочи, викам, овој годин. Не може да веруе, вика, да дојду, вика, овдека, у Македонија, и да најде такво. Ја да виду, вика, овакво нешто човече. И ја му покажувам, каде сам све возија. Вика, човек на скутер, и ден данас ми пишува, имајте тој каде се захвалува, што ми пишува, човек на скутер, да ме зостави на пут, да ме доведе дома, да ме нарани, напои. И ја мислам дека ја сам моторџија, ја возу, а ја не може, вика, ни на мал прст да му се фату. Вика, не сам веруваа дека око нешто ќе ми се деси у Македонија. Ја викам, не, брат, викам, сега ќе тоа одведу. Ја го деду до Прохор горе. Пошто он сака споредни... Надворото е да не е пода. Моторџија не сакам автобани, автопути. По споредни путишта да разгледаш, да уживаш. Споредни путишта. Ја викам, сега ќе те воду, викам, ќе те одведу, викам, убав пут да си извозиш убаво, да видиш. Ако сакаш, викам, евентуално, може да ти остави да спиеш, ако сакаш, може да организираме и у манастир да спиеш. Зависи, викам, не знам што ти исполнува, викам, што те прави тебе сретњага. И ја го одведа до Прохор, и он после надоле захвалува се, и ден данас ми пишува, дечко, поздравljаме, и још не може се начуди, вика, што ми се десило у Македонија. Ја вика, стално, вика, куде ја шетам овдека по појску, с моторџија праваме, вика, зборуте, вика, што ми се мене деси. Па викам, абе нема врско, викам, ти нема да ми викам Македонија. Не, викам, баба, тој викам некоја сиротина. Знаеш, брат, еве ја колку и пут сам бија и у Поljsku и било куде, значи они су гостопримљиви људи и знаев да го направи. Брат, фала ешен пут што беше мој гост. Фала што ме повикасте. Ово е едно добро искуство, една добра емисија да види луѓе дека моторџија су луѓе со душу, дека моторџија су браќа. И очекувате па од наредно авантуру и од наредно возење да ми бидеш гост. А ви, драги гледачи, прво да ги поздравиме наши помагачи Арликино и Банјолукс и сабскрајб на овој дека Кик Ордер Медија и ве чекамо. Поздрав. Поздрав. Брат, фала ти. То беше. Фала на вас.